Поздрав на сите луѓе, Лаки Царе со вас. Вечерва го почнуваме новиот подкаст или првата епизода од новиот подкаст која што се вика Моноло подкаст. Денешната тема за подкастот е спорт или спортот во Македонија. Со оглед на тоа што вие ја избравте темата. Тие што не ме следите на Инстаграм, заследете ме ради тоа што таму ги правиме темите за подкастот и вие го водите подкастот, така да вие ми дадовте 3 теми за вечерва, од кој првата е трансферот на Елиф Елмас во Лајпциг, втората е Благој Милевски, селекторот на македонската репрезентација и спортот во Македонија зошто не просперира. Така да сега за почеток ќе ви прикажам една фотографија. Имаме вака сега. Ќе збориме за Елиф Елмас, значи 25 милиони за во Лајпциг. Не знам. Ја искрено не сум фан на македонски спортисти. Или ајде што би рекле не би го поддржал Елмас за 25 милиони во Лајпциг. Зошто? Сега ќе ви кажам зошто, значи тука имаме неколку фотографии, затоа сум седнат од оваа страна за да можете да ги гледате фотографиите. Значи вака, статистиката на Елиф Елмас во 2020, фактички 2019 до 2024, како што можеме да видиме, има просек 6,5 коефициент, ајде, или рейтинг, да кажеме, на со оглед на тоа, нели, како се покажал при игра. Иако е фудбалер за врска, односно мидфилд, не е напагач, не е голгетер, не е гол играч, туку е нели, мидфилдер, средина, фудбалер за врска. Можеме да кажеме дека тој во 143 утакмици има просек со 6,5 и 14 погодоци, 14 гола, меѓу кои само 9 асистенции, иако е гол играч, играч за врска. Така да, дали проблемот во тоа што тој има 6,5 рейтинг во Наполи е тоа што не се докажал како што треба во Наполи? Дали проблемот е во тоа што не добил шанса да се докаже? Или што е проблемот? Не знам, значи вака сега. Во Наполи со оглед на тоа што имаме играчи како Осимен, како, не знам, Политано, Кварашкелија, Зелински, не верувам дека Наполи ќе му даде шанса на Елиф Елмас да игра. Со оглед на тоа што просек играл по пола саат, мислам толку игра по пола саат, као што може за пола саат да направи. Мада и за пола саат не е лошо. 9 асистенции и 14 погодоци. Мада мене не ми фаќа око една работа, само секунда да го клучам. Еве ги. Значи, вака. Сега кога ќе се префрли во Лајпциг, како што гледаме, има Лајпциг 10 мидфилдери, односно средни играчи, од кои најмногу место, ајде да кажеме, си имат за вземено Чави Симонс, кој што претходната сезона играше во ПСВ Eindhoven од Холандија, Раум Давид, Хенрикс Бенџамин и Баумгартнер Кристоф, или Кристоф Баумгартнер. Меѓу кои еден од доста добрите дефанзивци на Лајпциг, кој за жал е повреден, Олмо Дани, нема можност да игра. Дали тука ќе може да ја добие шансата Елиф Елмас, не се знае, поради тоа што Лајпциг има премногу играчи за врска. Има премногу играчи мидфилдери, среден ред, што значи тука се исто Хајдара Амаду, Фабио Карвалјо, Келвин Кампи, словенецот. Значи сите тие како што можеме да видиме се со као просек половина од утакмиците што им се играни, они имаат играно, што значи од 25 утакмици, од 26 од 20 тие имаат по 10-15 утакмици одиграно, што значи 50% и плюс, значи и повеќе имаат одиграно тие мидфилдери. Така да не знаеме дали ќе добиеме тука шанса, дали ќе добие усвари тука шанса Елиф Елмас да се докаже, иако во Лајпциг се игра поотворена игра во Бундеслигата, не е како во Италија, како што знае, например, Наполи да игра затворено цело време и да чека последна шанса за гол, или пак да дадат гол и да играат бункер, односно да се затворат. Сега тука малку тешко преку Чави Симонс, пошто Чави Симонс им е еден од доста младите таленти, доста добар млад талент. Исто Раум Давид, не гледам зошто да не игра тој, мада, пак ќе кажам, не е лош Елиф Елмас, али дали вреди за 25 милиони и дали ќе добие шанса во Лајпциг,
Или ќе се случи истото што се случи и со Наполи. Значи, можда пак да добија шанса, али може да добие 20 минути, не? И што ќе направи со 20 минути игра. Така да, не знаеме што и како ќе биде со Елиф Елмас во Лајпциг. Океј, можеме да преминеме на Милевски Благоја, односно нашиот селектор. Вака се, ајде прво ќе почнеме од каде почнеме, Благојчеве? Од каде бе, Благојчеве? Ајде ќе почнеме од групната фаза на Лига Европа, односно квалификациите за Европското првенство. Што зборам Лига Европа? Македонија заврши на 4-то место со 8 бода и гол разлика минус 10. Односно 10 погодоци и 20 примени гола. Фактички 10 дадени, 20 примени гола. Со оглед на тоа што ремизиравме со Италија, ремизиравме со Англија 1-1 и со Украина игравме 2-3. Не ме е јасно зошто, но тоа ни беше чиста победа. Италија се истори на нас 5-2 со оглед на тоа што ги победивме 1-0 во Скопје, па беа нешто револтирани. Едино Малта што ја победивме, Жими неа ако не ја победевме, ондак не знам што ќе направевме. И вака се, а мене не ме е јасно ова. Имавме шанси, значи, со Украина 2-3, не? Што направивме? Барди пенал, ако не го добиевме немаше ни да има гол, и Елмас, ајде, некако погоди да кажеме. Мене не ме е јасно, значи играте на домашен терен. Имаме домашна публика, навивање, значи цел стадион те бодри, тука имаш поддршка и се тоа. И ти доаѓаш од 2-0 на пресврт 2-3. Ајде да сватам од 1-0, 1-2. Ама од 2-0 бе, брато? Ај ќе примаш еден гол. Повлечи се бе. Ќе примаш уште еден. Океј, затвори игра. Извади напаѓачи, стави дефанзивци. Тоа е тоа, не смееме да изгубиме. Не, они што направија од 2-0 пресврт 2-3. Зошто? Тие ни се 3 изгубени бода. Згоре на тоа му слиу црвен картон. Мене не ми е јасно како можевме да ги испуштиме 3 бода од рака. Тие ни беа, ајде ако ништо друго, али барем надеж за понатака. Можда ќе имавме шанси за квалификации за Европско првенство. Мање битно тоа. Од кога е Милевски тренер на нашата репрезентација, селектор, ајде. Милевски има од 2021 септември има одиграно 26 надпревари, меѓу кои 9 се победени, 7 нерешени и 10 изгубени. Но, доколку гледаме во тие 9 победени, имаме 1-0 против Италија. Немам појма како ги победивме, на среќа со гол од 20 метри на Трајковски, што дејам. Имаме 2 победи над Малта и 2 над Гибралтар. Ако ги рачунаме на Малта и на Гибралтар, држави што секој може да ги победи, онда тие не се победи. Играме со аматери, не дека нашите не се аматери. Мање битно. Ако ги минусираме тие победи, имаме само 4 победи. Океј, ајде 5 да кажеме, со се Италија. Што значи за 27, ајде 26 минус 4 утакмици, 22. За 22 утакмици имаме само 5 победи, 7 нерешени и 10 изгубени. Win percentage 34%, ма немој брат. И ако ги оземеме и тие 5, 20% ќе му бие win percentage. И шо као Милевски заслужуваше да му го продолжат договорот. Важи брату, зошто? Ради тоа што Милевски имаме, пази, последните евроквалификации. 2-0 од Украина, среќа Малта 2-0 ги победивме, 1-1 со Италија дома, немам појма зошто, 7-0 од Англија, 2-3 од Украина што не обрнеа, што не превртеа, 1-3 од Азербеџан губиме, пази. Ајде ќе кажат friendly, international, као пријателска, па младите да ги пробаат, па ово оно. Од Финска е, не знам, као 1-1 сме извадиле, од Саудијска Арабија губиме, од Бугарија губиме, од Грузија губиме, окей. Гибралтар среќа ги победивме 4-0 во Скопје, 0-3 од Грузија исто така, Гибралтар 2-0 и на гости, едино тие, и со Бугарија 1-1.
Мене не ми е јасно дали имаме ние уопште добри резултати со Милевски и зошто му е продолжен договорот. Мене не ми е јасно усвари како Милевски стигна, усвари дојде да биде селектор на Македонија. Од каде? Прво, зашо го избрка Игор Ангеловски? Игор Ангеловски. Значи, пази, Игор Ангеловски за 52 утакмици има 23 победи, 11 нерешени и 18 изгубени. Меѓу кои едини тренер, меѓу сите тренери, вклучувајќи од 1993 година до ден денес, е едини тренер на македонската репрезентација кој што има најголем win percentage од 44%, еден меѓу најголемите, окей, и е едини тренер кој што успеа да ја избори Македонија на Европско 2020 групна фаза. Еден од најдобрите тренери до сега на Македонија. Меѓу кои имаме само во негово присуство имаме плюс 21 гол разлика. Не ми е јасно зошто го избрка Игор Ангеловски, но мислам дека Милевски не заслужува да биде селектор, а не поготово да му биде продолжен договорот. И пази, пред да биде на Македонија селектор бил на Ашдод, Израел. Немам појма која лига се Ашдод, али најверојатно втора лига. И бил тренер во период од 11 мај 2018 година до ноември 2018. Бил не повеќе од 5 месеци, од 4 месеци. Што мислите, зошто не бил повеќе од 4-5 месеци? Пошто нивните не играат за пари, нив ги интересира резултат. А ка нас е окей ако ние се полнеме со пари. Не е битно резултатите што не се добри. Битно е дека Милевски ни носи пари на нас. Зашо? Ради тоа што има глупи луѓе што уплаќаат по кладилници пари, што плаќаат билети да идат да гледаат Македонија и тој упорно губи. Упорно губи на тие утакмици. Али пари се полнеме, добиваме премии. Поради тоа што као, окей, ќе им ја пуштиме на овие, ајде као секако сите знаеме дека играме у Македонија, ајде имаме шанси да ги победиме, зашо да не им ја пуштиме? Луп, ќе си ставиме некоја пара у джеп и така натаму и се полниме со пари и на нив им убаво дека Благој Милевски им носи пари на нив, а не бодови, не поени, као шо ќе им се тие бодови поени. Сега, ако гледаме во Ашдод, во период од 13 мај 2018 до 3.11, односно 3 ноември 2018, Ашдод, во меѓувреме додека бил Милевски тренер на Ашдод, ФК Ашдод, тој има само 2 победи. Меѓу кои 1-0 со Хапел Бершева и 1-0 против Бнеј Јехуда. Никад чуо. Не знам Хапел Бершева како ги победиле, али окей. Меѓу кои имаат 1, 2, 3 нерешени, 4, 5, 6 нерешени и кои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изгубени. И вие мислите дека на нив ги интересираат парите? Не бе, шо ќе мисли Милевски? Донеси бе резултати бе, брат. Луп го избрка. Зашо го избрка? Пошто нема резултати и наши велики магариња, меѓу кои тука е Дарко Панчев, ајде не знам зашо не го спомнав, али едина златна копачка у Македонија. Илија Најдовски, добар играч. Има и пример Артим Шакири, имаме не знам, имаме доста играчи што играле за македонската репрезентација за период на 90-тите или во Југославија. Зашо да биде Милевски? Као зашо него? Зашо тој е избран? Окей, небитно. Мање битно. Сега кога правиме избор за квалификации за европско или ваму таму, има толку добри играчи што играат во македонски екипи или што играат на страна. Зашто мора секогаш селектирањето на играчи за репрезентацијата да бидат играчи кои што играат на страна во втора или трета лига во странски држави, немаат минутажа, седат на клупи, али битно они играат во големи екипи. Не се битни резултатите што ги прават. Не е битно тоа што они немаат минутажа, што они немаат осетено терен, немаат осетено топка. Битно е дека ние ги повикуваме нив да играат за репрезентацијата, иако резултатите се лоши. Меѓу кои има доста добри играчи во македонската лига, вклучувајќи го Бесарт Ибраими во Струга Тримлум, кој што моментално во првата македонска лига, моментално е баран од два црногорски тима, значи му пратиле
понуди за трансфер, но тоа во некој друг нареден подкаст. Значи, пази, нашата македонска прва лига ти е кражба, чиста, значи чиста кражба, сите бараат да продадат утакмици за премии и да крадат пари. Зошто? Заради тоа што во Македонија нема веќе ни С од спортот и како што можеме да видиме, сите играат утакмица за утакмица. 3 за 3 бода. Во која смисла 3 за 3 бода? Значи во смисла вака, ако албанска екипа победи на македонски терен, следната утакмица обавезно македонска екипа победува на албански терен. Во која смисла? Као, не во таа смисла као буквално, него пример. Шкендија победува кај Тиквеш. Следното коло, ако Тиквеш иде кај Воска Спорт, Тиквеш ги зима 3 бода. Ако Тиквеш следното коло ги зима 3 бода од Воска Спорт, следното коло пример игра да кажеме, не знам, со Гостивар, таму губи. Зошто? Ради тоа што секаде играат 3 за 3 бода за премии и за пари. И цело време играат 3 за 3, иако не се македонски со албански клубови, истото се однесува и на македонските клубови. Ако гледаме во топ скорерс, го имаме Ибраими Бесарт со 6 погодоци, претходната сезона беше прв, во 2022-2023, кога Струга избори место за квалификации за Лига шампиони, се дисквалификува поради тоа што не успеа, немавме доволно премии, ради тоа што нашите не одлучија да дадат некој денар за македонскиот спорт, поради тоа што битно име на нив да земат пари. Значи, како што гледаме во претходната 2022-2023, Ибраими Бесарт од Струга Тримлюм има 19 погодоци. Зошто не е повикан за македонската репрезентација? Моментално во 2023-2024 топ скорер е во, нели, као најдобар голгетер е Ивановски од Тиквеш со 8 погодоци, исто Радески од Струга Тримлюм, меѓу кои и претходната година покажаа добри резултати. И се уште не ме е јасно зошто немаат повик во македонската репрезентација. Се уште ли ќе се бафтеме со играчи кои што немаат минутажи во други држави, а тука играат први постави. Мислам, како очекуваш да ти донесат резултати кога тие играчи не се уиграни, немаат минутажи, бе. Не знам како да објаснам, бе, човек. Не знам, едноставно додека не превземеме мерки, некој добар селектор да дојде во македонската репрезентација да каже као од денеска правиме чистка, сите што немаат две чисти од фудбал, 10 души најмалку треба да се тргнат од репрезентацијата, да се направи убава селекција од цела Македонија, сите фудбалери македонци што се водат со македонско државјанство, што се низ целиот свет, вклучувајќи и прва македонска фудбалска лига МФЛ, и да бидат повикани 25 играчи, ајде рецимо. Меѓу кои јас се надевам дека има доста добри играчи од македонската прва лига, не мора да се одстрана. Ако ништо друго, барем сигурен сум дека ќе има малку подобар резултат од ова што го имаме сега. Иако можеме, имаме потенцијал, не викам не. Има доста добри играчи, али не се даваат можности, не се даваат шанси. Сега тука сме веќе кај третата тема, зошто спортот во Македонија не просперира. Сега ќе преминеме на тоа, само секунда. Сега, зошто спортот во Македонија не просперира? Ајде според мене, ќе ви кажам лично од моја гледна точка, па ако не се согласувате со мене, онда пишете ми во коментари, нели, као дали сум во право или не сум во право. Значи вака сега, као што зборевме пред 3-4 минути, во Македонија има, ајде да кажеме, некои пиончиња или луѓе кои што работат скришно под луѓе на власта. Пример, ти си од Скопје, сакаш да добиеш шанса да играш во некој клуб, рецимо Академијата на Вардар, пример. Али тука во Академијата на Вардар, зборам пример, значи не ме сваќајте здраво за готово. Пример, тука во Академијата на Вардар, рецимо директор на Вардар е ВМРО. Пример. Не мешам политики, чисто информативно. Мада мешам, али ме сваќате. Ако татко ти не зависи финансиски стабилно, не е дел од партија и нема врски, ти секако не играш у клубот. Тоа да ти биде јасно. Ма посери се тренирајќи ако сакаш. Умирај на теренот, значи дехидрирај, повраќај, нема шанси, не добиваш шанса. 15 минути ти се макс што можеш да играш. Ако влезеш, ако добиеш шанса. Ништо повеќе. Затоа не се успеа во Македонија. Ради тоа што сите играат што имаат врски,
Као, татко ми ваква функција на онаква функција, ама слушај, тренерот, дојди бе, ќе идеме на ручек тука у Рагуза, сакаш? Ќе седнеме овака, јас плаќам, јас све. Дали син ми ќе игра утре? Без разлика што синот нема две чисти. Топката му бега, промашува цела капија, не може да трча, нема снага. Без разлика. Иако ти си 10 пати подобар од него, ти нема шансе тука, пријателе. Затоа младите се иселуваат од Македонија. Не заради спортот, општо. Прво ради тоа што немаат шанси да си ги остварат со новите. Јас можам да се опкладам на што сакате дека има 50% од децата во Македонија. 50% им е соно да станат фудбалери, меѓу кои на истото место се наоѓав и јас. Јас не добив шанса да играм. Погодете зошто? Ради тоа што татко ми не е на функција. Не е на висока функција, нема стабилно работно место и не подкупува тренери. Дали за тоа ја нема да играм? Ја ќе се посерувам тренирајќи, али ќе седам на клупа. Ќе мрзнам, ако треба сам ќе седам на клупа, ама нема да играм. Тоа е финтата дека нас. Ради тоа што шансите ги добиваат само тие што имаат грб, што имаат позадина, што имаат врски. Јас сум на овој, немам макаве, дојди, немаш потреба да тренираш. Само дојди на утакмица во петок са бајле во 9 и играш секако. Ама тоа е без тренинга, ти да молчиш. Значи јас сум тренер, јас како ќе кажам така. Тоа е за жал вистината во Македонија, дека да не се лажеме, сите го знаеме тоа. Сите го знаеме. Зошто не игра син ти во прв состав? Не знам бе, ти шо мислиш зошто не игра? Па не знам, не е доволно добар, се плаши од топката, се ова, се она, важи не е доволно добар. А во основното и во гимназијата која играат, ги ломи таму, ги меле. Ама знаеш, тоа е друго, тука ова е голем терен, па појаки се овие, па нема врска. Не се лажете самите себе. Колку и да се трудиш, нема шанси да успееш. Пред се ради онакви фаци што те кочат, фаци. Не си фаца, бе, брат. Ја познавам многу такви со врски што игра и после 2 години сами се откажуваат. Едноставно не име тоа пасија, не име тоа сон. На сила се гурани фудбалери. И шо, ја ќе идам, ќе играм прва постава, ќе давам голо и се. После 2 години ми скиснува, брат. И после шо правиме? Зашо татко ми фрлал пари за мене? Знаеш колку фудбалери има такви? Ја ќе платам, нека игра. Шо да игра, бе, брат? Носи ли резултати? Ќе игра ли после 5 години? Не знам. Се надавам дека ви се допадна оваа прва епизода од Моноло подкаст Спорт, да ја наречеме оваа тема. Така да, доколку ви се допадна, обавезно оставете лайк, коментирајте што мислите за подкастот, што мислите за темата на која што зборувавме. Пишете ми во коментари која да биде следна тема, заследете ме на Инстаграм за да се договориме за следни теми и креирајте го вие сами овој подкаст. Така да, мило ми беше уште еднаш, очекувам ваше мислење во коментари, а ние се гледаме во наредно видео, нареден подкаст наредната недела. Поздрав и убава вечер!